навистина посебно задоволство да се создава на друг јазик, на јазик кој што не е мајчин. Затоа и дополнително сметам дека ако јас како актерка сум топло прифатена во овој ансамбл, публиката е секогаш пречекана со широки раце. Турскиот театар, морам да напоменам дека е единствен театар како национална установа која работи исклучиво на турски јазик надвор од Република Турција. Добре дојдени си оние кои што не знаат турски јазик, особено затоа што сите представи имаат превод на македонски јазик. И е едно ново доживување да се погледне представа на друг јазик во домашната земја. Ние најчесто чекаме фестивали да се случат за да можеме да погледнеме представи на друг јазик, бидејќи кога се гледа представа на друг јазик, доживувањето е навистина многу поинакво. Турската паралелка не важи само за кандидати или љубители на театарот кои што имаат познавање, кои што се турци, всушност можат сите кандидати кои што имаат познавање, основно познавање на турскиот јазик да бидат да аплицираат, да се едуцираат на турски јазик во факултетот на драмски уметности. Затоа што, например, еве сега имаме веќе една студентка која што ќе дипломира и е по националност, не е македонка, но многу вешто и добро го користи веќе и го познава турскиот јазик и турската култура. И мислам дека како и претходно Слагјана Вујошевик, претходно и Билјана Јовановска, која што исто завршија на факултетот за драмски уметности со познавање на турски јазик, а тоа не ми е мајчин јазик. Така да отворени сме за сите кандидати кои што сакаат некоја поинаква, да речам, кариера. Ја би ја кажала првата награда 1965 година од фестивалот Чернодрински. Тоа е награда за режија на Кемал Дила за представата Чудак. И последната, која што не е исто така драга и се гордееме ние веќе со таа награда, таа е повелбата на Република Северна Македонија, која што ја добивме од претседателот Стево Пендаровски. Инаку со македонски режисери, речиси сите, со странски режисери од Турција, например Јуџел Ертен, има работено 5-6 представи, Куќа на граница, која собра 9 награди во Прилеп. Потоа Азис Наме, Игра на слободата, Женско собрание и уште мислам дека има уште неколку представи. Потоа, сеќавам, пред многу години имаше еден режисер, Агим Сопи од Косово. Имавме еден режисер, интересен режисер од Албанија, и тоа во времето кога беше Енвер Роџа, тоа беше Серафим Фанко, потеше представата Зошто.